Почитуван премиер, почитуван амбасадор, почитувани медиуми, почитувани присутни. Драго ми е што денес сме на локацијата на малата депонија во Охрис, каде можеме да видиме дека завршуваат подготвителните работи за започнување со отстранување на високо контаминираниот материјал, како линданот и другите опасни супстанции. Факт е дека беше потребно повеќе време од што бил планиран за поставување на шаторот и prethodеа дополнителни активности од иницијално планираните за да се започне со ископот, за што верувам дека самиот изведувач може подобро да објасне од нивната работа на терен. Но она што е важно е дека сите дополнителни работи и одложување беа со цел да се избегне какво било разнесување на опасниот материјал кој ќе се ископува од малата депонија и да се заштити околината и населението која гравитира во поширокиот реон околу депонијата. Во ова фаза приоритет беше безбедноста со оглед на тоа дека се работи за историски отпад, што бараше повнимателен пристап и преладување на состојбите на теренот кои не можеа да се предвидат. Сега следува следната фаза со што ќе започне ремедијацијата на еден од најголемите жешки точки на територијата на нашата земја, која за жал е на ова локација со декади. Сакам да се заблагодарам уште на GF, Европската Унија, Кралство на Норвешка, нормално и на УНИДО и УНОПС, како и на влада која учествуваше со своји средства за тоа што со ова соработка успеавме да започнеме да го чекориме патот кон целосна елиминација на историскиот отпад. Ние ќе продолжиме со отстранувањето на историскиот опасен отпад, продолжуваме да работиме на мобилизирање на дополнителни средства како би се овозможиле до целосно чистење и на големата депонија тука во Охрис. Да подсетам на овој процес на ремедијација предходеше еден комплексен, но истовремено успешен проект за отстранување на застраните залихи на опасни хемикалии што со децени беа складирани во кругот на Охрис, и за тој проект беа одвоени значителни средства од страна на владата на Република Северна Македонија. Но исто така, како Министерство уште пред 2 години предложивме и доставивме до Собранието дополнување на Законот за животна средина со цел идентификација, донесување на методологија за ремедијација и воспоставување на финансиски механизми за обезбедување средства за санација на сите останатите историк жешки точки во државата. Овој закон конечно е на второ читање во Собранието и се надевам дека ќе ја добие поддршката од пратениците за да можеме да се погрижиме и за останатите вакви локации. За крај да му посакаме успех на изведувачот и исполнување на постапените рокови, каде главен приоритет ќе биде безбедноста и заштитата на животна средина. Да милиони да пак на шкурт на Штип, индеруар креминистер, индеруар амбасадор и башкимите Европијан, ма ми че имена измисот на капикан кон што Охиси, таш филоем ме пастримине депонисте вогел парнга чиска линдан, ќе он што не проблем на штедин томбик дизет вјет, ќе он што филими процесит, но малише капати са во неса, имите видишме са алпом експертинга фирмацот да пастројектот депониин, дотво да информуеме шум се сега пат во неса, пакан ќе нормалиште параџа, парнека ќе сигурими и ќе да тарве да рефит на кадвент. Днес ще дни да ќе ни пропозим личите, да шимте лиѓето ни дисиџет сорца, да още на кувент, още ли зимне дито, пресам така лоја сме шпети, ма ат лиѓе, да шим лиѓе не си штет, со пари хеде, дото идентификуем те ѓith пикате зеза на штетин тон, да те кројем мјете в методологија прти паструар да пикате зеза на штетин тон. И фелмендерит, да не хеде. Ви благодарам, thank you.